Минималната нето плата од 14.500 денари во време на кризата предизвикана од коронавирусот за голем дел од работниците веројатно ќе остане само желба. Средствата кои тие ќе ги добијат на нивните сметки може да бидат многу помали. Односно тие 14.500 кои би ги обезбедила државата ќе бидат средства без платени придонеси. Кога од таа сума ќе се одбијат придонеси од околу 37%, останува помала сума од околу 10.000 денари. Дополнително, деновиве треба да се допрецизира и законската одредба од Законот за работни односи, кој предвидува исплата на 50% од платата во услови на прекин поради виша сила. Доколку се активира ваквата уредба, тоа ќе значи дека на работник кој сега земал минимална плата од 14.500 денари, фирмата може да му исплати плата од 7.250 денари. Министерката Ангеловска за одредбата од Законот за работни односи, топката ја префали на труд и социјална политика. Законот за работни односи е под Министерството за труд и социјална политика. Зборуваме за член 112 кој што вели виша сила и другиот член кој што вели во прекин на деловна активност. Јас, како што денеска и беше на овој состанок посочено, тие бараат јасно толкување за да знаат како се смета пандемија. Пандемија која е виша сила. Меѓутоа, точно толкување треба да даде Министерството за труд и социјална политика. Опозицијата смета дека со овие мерки владата го докажала калкулантскиот однос кон стопанството и граѓаните. Слушнавме најразлични изјави од представници на власта кои што се менуваат од ден во зависност од посакуваниот ефект, што само по себе потврдува дека нема конкретна стратегија и мерки за помош на македонското стопанство. Штип со 8.000 конфекцијски работници е еден од градовите кои што најповеќе ќе бидат погодени од овој манипулативен однос и од непромислените чекори на власта. Инаку, за да можат да ги користат владините мерки за дел од платите, компаниите не треба да отпуштале вработени до јули, да имаат намалување од 30% на приходите и да не делеле бонуси и дивиденди. Можат да аплицираат и управителите на компаниите. За обезбедување на средства за овие мерки, владата планира да издаде и еврообврзница од 800 милиони евра. Од Светска банка се најавени 140 милиони евра, а Македонија чека потврда и од ММФ за дополнителни 167 милиони.